пенсионери, здраво млади, възрастни и здраво възрастни. Големо поздравче за топло добре дойде во слушнете не. Во оваа емисија ги ловевме прекрасните млади, а огромни и важни работи околу нас, вклучително и изгреј сонцето, природата, петлињата, дрвцата, јоргованите и наградите на децата, нивните патронатски настапи и се на љубов. Истовремено патуваме и низ интернет просторот и доловуваме бисерчиња од возрастни тајни агенти од светот на децата, кои веќе потврдено ни се блиски, не разбираат и не инспирираат. Кукурику! Вели петлето за добро утро. Кога сонцето изгрева, кажи добро утро. Добро утро. Вели сонцето за добро утро. Добро, добро утро. Поздрав од вселената. Вели Марсито за добро утро. Добро, добро утро. А јас ви велам слушнете не. На Укло FM за добар ден да ви е секој ден. Кога сонцето е на тебе, кажи добар ден. Добар ден. Добар, добар ден. Добар ден. Јас сум Ноела и на вистина слушнете ме. Добар ден. Добар ден. Во мојот утрински двор има јорговани, коковчиња, петлиња, кучиња, дрвца секакви, различни инсекти, пиленца. Прекрасно. 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 Добро утро, дрвце. Моето дрвце е јапонска цреша. Си има родено во истата година кога што јас се родив и го засадиле во мојот двор, но не добиваше доволно љубов, вода, земја и затоа сега е како стапче. Што преземам јас за да го опоравам? Прво го гушкам целото дрвце, што е стапче. Значи, многу често кога ќе врвите покрај мојот двор, можете да ме видите кај што гушкам стапче. Второ, го слушнавте петлето, сакаше да се вклучи во разговорот. Добро утро, петле! Кукурику! Ми врати! Овие петлиња секое утро во 8:30 кукурикаат. А исто така некогаш и во 5:30. И јас често се разбудвам рано и 2 пати ги слушам. А има едно прекрасно пиленце
кој што во 4 часот, леле, какви песни пеи, не знам што пиленце е ово. Петлето вика слушнете ре! Слушнете ре! Продолжувам. Потоа, откако ќе го изнагушкам стапчето, земам една четка и му давам вода на стапчето со четката, а и потоа ја турвам водата во почвата. Исто така, за да се сеќава на мене, кога не сум тука, му направив едно кичен, како се вика, приврзоче. Му направив едно приврзоче и му напишав: те сакаме дрвце, не го уништувај дрвото. Случајно некој да ми го исечи, да си мисли дека е само стапче. Драги ботаничари и сите слушатели, ако знаете како да регенерирам јапонска цреша, ве молам, кажете ми. Мојата кукличка Софија, ангелеска од Прилеп, постојано ми кажува за интересни работи што ги прави со своите другарки. Овој пат подготвувале 2 настапи за нивниот патронен празник. Кире Гавриловски Јане, се сеќавате Мими Гавриловска Јане што е потомок? Па затоа тие се снимија и ни пратија предпремиерна изведба на видеото што ќе ви го споделам на Facebook, ќе ги видите, а сега слушнете ги! Јас сум Софија Ангелеска. Јас сум Анастасија Јолаковска. Јас сум Софија Годович. Ние сме 4-то одделение и учиме во основното училиште Кире Гавриловски Јане, Дерилеп. Денес ни е патронниот празник и сакаме да ги поздравиме сите другарчиња на емисијата Слушнете ре! Со една убава песничка. Само еден билет светот сега има. Добро искористете, друга шанса нема. Европа е заедно, ај светот чека. Заедно Јерусалим, Ватикан и нека. Чернобил да нема црни лодови, место на Африка сладки грозови. Достани се Куба и Виетнам и Лаос, потребен е светски мир далеку од хаос. Сите солзи знај, сепак исти се, болат
Другарчиња, погодете со кого ќе имаме интервју. Со мојата BFF Ангела! Сега ќе ви откријам малку за што ќе зборуваме. 3, 2, 1. Houston, rocket. Ready to launch. 3, 2, 1. Ракета во Хјустон спремна за полетување. Дали се сеќавате на нашиот вселенски брод, кој што беше во проект? Тој требаше да не полета мене и Ангела на Марс. Овој пат Ангела, за надпреварот во народна техника, изработи ракета. На сликата е голема колку половина Ангела. Не знам дали ќе не собере двете, но... Ангелче, кажи ни што се случи со ракетата. Јас го направив модело на ракета Восток. Јас ја направив ракетата од картон и од фолија, сумолеплива хартија, бела и портокалева. Ти изработив ракетата Восток да лечи ко вистинската ракета Восток. А јас одве чекам со ракетата да заминиме на Марс. Ангела освои прво место! Полетуваме на Марс! Ти честитам! Со своите вредни рачиња ти секогаш правиш прекрасни изработки. А исто така пресрекна сум бидејќи кога го освои првото место, мене прва ми се јави растрчана и срекна. Ти посакувам успех и на регионалниот и на државниот надпревар. Астронаут Ноела се одјавува. А дали знаете кој е Антонија Тин? Па таа е сестра му на Ангела и таа освои прво место со авион. Може би авионот ќе не однеси до местото на ракетата на Ангела и ракетата на Ангела ќе не однеси во Вселената. Dragi Noela i Angela, ve očekuvam na Mars. Сега ќе ги викам сите марсовци да организираме гозба од марсовски бурито и сокчиња. Марсовци, слушнете ме. Поздрав од Марсито. Имам сон, што ќе пораснам. Космосом со шатл да го посетам. Светови и галаксии, нови јас да откријам. Сателити и планети, патувам низ цела Вселена. Меѓу звезди и планети, поздрав јас до земјата, ќе ви испратам. Здраво, драги другарчиња, јас сум Ана Мунди. Да ви објаснам во моментот што носам на братчето. Од едната другарка носам ланче со юникорн и срце со BFF. Од другата другарка носам срце половина, што на нејзиното половина срце и пише friend, а мене best. И заедно сме best friends forever. Другарчиња, честит ден на македонскиот јазик. Сега ќе ви кажам некои грешки кои што ги правим во секојдневниот говор. Наместо така да, треба така што. Наместо не знам споено, се пише не знам одделено.
Наместо секад се пишува секогаш. Наместо поддршка со едно Д се пише со две Д. Наместо било кој се пишува кој било. Наместо идеја се пише идеја со Ј. Наместо смисол се пишува смисла. Наместо допринос се пишува придонес. Иако сум мала, се сакам да знам зашто сонцето не грее и не стоплува. Вистина е дека ја сум досела, умна глава решава, но сто пражува. А вие сте родители со работа за фатери, одговор чекам, прашувам, да научам се радувам. А вие сте родители со работа за фатери, одговор чекам, прашувам, да научам се радувам. Иако сум мала, се сакам да знам зашто снегот кога паѓа вода станува. Вистина е дека ја сум досела, умна глава решава, но сто пражува. А вие сте родители со работа за фатери, одговор чекам, прашувам, да научам се радувам. А вие сте родители со работа за фатери, одговор чекам, прашувам, да научам се радувам. А вие сте родители со работа за фатери, одговор чекам, прашувам, да научам се радувам. А вие сте родители со работа за фатери, одговор чекам, прашувам, да научам се радувам. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Купло ФМ Битола. Наставникот по македонски јазик Гоце Бумбаровски ги организираше своите ученици за Денот на македонскиот јазик. Нивното мото е македонскиот јазик. Мојот корен, мојата душа, моето јас. А еве што пишува на засебните надписи на секое дете. Јазикот е средство со кое ние дознаваме што мисли, што чувствува и што сака нашиот соговорник. Во него има одделни, гласовни, знаковни или зборови за сите мисли, чувства и желби на еден човек. Затоа јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство во кое се заклучуваат отпечатени во гласови, знакови или зборови сите народни мисли, чувства и желби со кои што има живеено и живее еден народ, кои што се предаваат како нешто свето од едно поколение на друго. Колку убави мисли, се надевам дека ги разбравте. Тие на Facebook напис ни ги пренесоа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 22, 23, 24. 24 деца! Ајде да видам колку машки и колку женски. Едно женско, две женски, три женски, 4 женски, 5 женски, 6 женски, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 женски. А сега да видиме колку машки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Како? 24 ми дојдоа сега. Таа математика. Среќа што овој надпис беше за денот на македонскиот јазик, а не за математика. Ако не слушаат, нека ни кажат колку биле машки и женски. Поздрав до наставникот Гоце Бумбаровски и до неговото одделение. Сакам да јадам чипс. Секогаш сум весела, разиграна и жива, кога ечи музика засилена и дива. Секогаш сум радосна, насмеана и весна, кога грми музика за играње и песна. Од сабота до сабота, луда забава и вечерва и утреба. Само забава. Од сабота до сабота, луда забава и секаде кај што сум ја, ќе има само забава. Ова е Слушнете не на Уклу FM. Во моето училиште е и професорот по македонски јазик Александар Адамовски. Сурфајки низ интернет, низ различни написи, наидов на овој негов напис. Ке ви го прочитам, интересен, чиста вистина, јасна како ден. Едно момче го прашало својот дедо: Дедо, како можевте да живеете без технологија, без интернет, без компјутер, без дрон, без биткоин, без мобилни телефони, без Фейсбук? Дедо одговори: точно како што живее вашата генерација денес. Без хуманост, без достоинство, без соработка, без срам, без почит, без личност, без карактер, без љубов, без скромност. Ние кои денес не нарекуваат стари, сме блажени. Доказ за тоа е нашиот живот. Никогаш не сме користеле кацига на велосипед. По завршувањето на часовите, домашните задачи ги правевме сами и секогаш одевме да играме на ливадите до зајди сонце. Игравме со вистински пријатели, а не со пријатели на интернет. Кога бевме жедни, пиевме изворска, а не пластична флаширана вода. Никогаш не се разболевме кога пиевме во иста чаша со нашите пријатели. Никогаш не се здебеливме кога јадевме леб и граф. Ништо не ни се случуваше на нозете, иако одевме боси. Никогаш не сме користеле хемиски состојки за да бидеме здрави.
Со своји раце ги создадовме играчките со кои игравме. Нашите родители не беа богати, но ни дадоа толку многу љубов, а не видеоигри за да станеме мудри. Нашите родители не се разведоа, тие си ги решија работите. И не бевме принудени да живееме еден ден со мама и еден ден со тато. Секој ден живеевме заедно. Навистина никогаш не сме имале телефони, DVD-а, PlayStation, Xbox, видеоигри, персонален компјутер, интернет, но сме имале вистински пријатели и познаници. Одевме кај пријатели непоканети и уживавме во неговиот леб со масло и шекер. Братучедите ги имаа куќите блиску една до друга, за да уживаат заедно и да бидат блиску еден до друг во секоја неволја. Навистина ние сме на црно-бели фотографии, но на тие фотографии имаше шарени спомени. Ние сме единствена и разбирлива генерација, бидејќи ние сме последната генерација што ги слуша своите родители и ние сме првата генерација што ги слуша своите деца. Ние сме ограничен производ. Уживајте и гледајте не како вашите очи. Nasre celo da pančuka rum dum dum. Zurli trešta nasre celo da pančuka rum dum dum. Mladi momi jergeni do dve orabija. Mladi momi jergeni do dve orabija. Ostal ide star bel dedo zasukal mustaki. Ostal ide star bel dedo zasukal mustaki. Pravo trga na oroto i onda se fati. Pravo trga na oroto i onda se fati. Јас сум Светлана. Јас сум Моника. Јас сум Муза. Јас сум Рената. А ова е Слушајте ме! Руко е фет! Čekaj baba Mico, domo mi da igram. Da se fatam, domo mi te srce da razigram. Da se fatam, domo mi te srce da razigram. Rum dum 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 dum, rum dum 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 dum, rum dum 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 dum, rum dum 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 dum. Od lelek stara koska, ne možem vidjeti. Birthright Macedonia или во превод Родум од Македонија. Знаете ли што е тоа? Сега ќе ви кажам. Проектот е осмислен и развиен од Питер Далас, член на Советот на Обединетата македонска диаспора, кој е роден во САД, а има потекло од Гевгелија и од Егејска Македонија, а го спроведуваат заедно Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС и Обединетата македонска диаспора ОМД.
Причината за почнувањето на овој проект ја опишува Питер Далас. Врските слабеат особено кај младите од најпрвите генерации македонци кои живеат во странство заради растечката асимилација. Затоа сакав да направам нешто за да им помогнеме на македонците во странство да ја задржат нивната врска со татковината. Родум од Македонија започна во 2015 година. Дел од учесниците од претходните години го нарекува престојот во Македонија. Неверојатно искуство! Што треба да го има секој млад човек со потекло од Македонија. Дел од нив беа трета генерација родена надвор од Македонија, а прва кога се враќа во Македонија по иселувањето. Значи трето колено. Од кај три колена? Ваквите активности можат да ја зајакнат довербата и да придонесат кон поинтензивна соработка со диаспората. Како што си имам јас со мојата емисија. Мрежа на соработници од целиот свет. Македонци и од други нации. Македонци кои живеат во странство се диаспора, а асимилација значи вклопување во тамошните држави. Во 2022 родум од Македонија ќе се прошири во Битола. Да, слушнете ги! Јас сум Светлана од Организација на жени на општина Битола. Јас сум Моника од Инова Лаб Битола. Јас сум Муза од Центарот за локални иницијативи Битола. Јас сум Рената од Tactical Management in Complexity Hub. А заедно ви ја најавуваме програмата Birthright Macedonија во Битола. Birthright Macedonia is back! Драго ми е што ќе известувам за родум од Македонија ова лето. Посакувам успех! Пријако, утри, братко, едно тешко мерак близко, да се чуе, да се знае, што е наше македонско. Пријако, утри, братко, едно тешко мерак близко, да се чуе, да се знае, што е наше македонско.
Ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Укло ФМ Битола. Горијан Петревски. Песна во сонот. Дојде не славејот, луѓе мои. Го видов пред 5 дена во шумата на Газибаба, но се уште не е наштиман за пеење. А овој запис од 23. мај 2000 година е за деца, но и за баби и дедовци кои со внуците подетиниле и се срекни поради тоа. Парк шумата Газибаба не е шумичка каква што ја замислуваат, ами зарастено и пространо шумско излетиште. А и предизвик, со мерак да ја изодиш. Со Бојан, Гоце и Јана редовно ја шетаме, ама од прикрај не влегуваме во непроодот на репешот и дрезгата. Така е, затоа што коњите не можат да им понесат товар, а не пак да се разграбинаат. Под зградата на 50 на чекори ни е шумата, а ноќе и наутро слушаме само див концерт. Мај е, бујна пролет. Во сета убавина најгласен е славејот. Пее ли пее? Дури и сега, додека шетаме, Пустиов не запира. Ова што пее е Славејче? Прашува Гоце. Така, тато? Така е, Славеје, потврдувам. Слушајте го. Слушајте го. Скриене во грмушкине, му објаснувам. Не може да се види. Пак пее, вели Јана, покажувајќи со раката. Не, онде. Бојан е најголем и не прашува. Тој само ке да го слуша. А Славејот, о, чудо, сам со себе се надпева. Му нема рамен. Ке пее од април до крајот на јуни. Велат пејки мажјакот ги залажува душманите подалеку од гнездото, а неговата дружка ги положува и ги топли јајцата за да се испилат. Потоа ги храни пиленцата. Кога ќе им дојде време, пред есента, Тивко ќе си замина кон Северна Африка, каде што Ноела има другарчиња од Гана. Се до новата пролет. Славејот е неуморен. Го фалам и ја ширам приказнава. Пее по цел ден, дури и ноќе, никогаш не запира. А зошто пее, прашува Гоце. Не му се спие, тато? Му се спие, ама... Се чешкам. Пее од среќа. Зошто од среќа? Во гнездото има малечки, велам, и се досетувам. Како што ние што се радуваме со вас, така тој и Славејката со своите деца. Должам, дечурлијава е љубопитна и не сака кратки одговори. Се обидувам да им разјаснам, онака како што знам и умеам. А кога спие, продолжува Гоце. Никој пат не спие? Наоѓа време и за спиење, му одвраќам. Му треба и сон. Ама кога спие, не отстапува тој. Ако пее цела ноќ, пее, мрморам. Саноќ пее. И дење и ноќе, се чуди детево. А зошто не му се спие? Славејот спиејки пее. Се обидувам да бидам мудар. Или пеејки спие. Тој со песната и живее, и сонува. Не ја си ја крие во својот најубав сон. А ти се знаеш, ме чепна Гоце. Се, тато? Не знам се, ама за него знам. Се интересирав уште кога бев дете. Така беше од секогаш. Ке се огласи и не знае за умор и застан. Раскажувај, ме поттикнува. Сакам да слушам за Славејот. Одошто само пее, сите мислат дека е најсреќен. Зошто и да не е, ја влечам приказнава. Песната секогаш му е најубава. Никогаш не умее да сгреши ни една нота при пеењето. Затоа и ни се причинува дека дури и не му е вистинита. Ниту песната, а ниту пак Славејот. Ја слушаш, а пеачот не го гледаш. Како да пее од радио или од грамофонска плоча. Што друго да им кажувам кога не знам се? А и Славејот си има своји мали и големи тајни, не му ги знам сите. Никој не е се знае.
во Скопје 23 мај 2000 година од нашиот извонреден Горјан Петревски. Поздравче од Ноела и мама. Духнете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно жолти славеи. Лавина тонови, бескрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. На бели облаци, дај да се качиме, заедно да полетаме. На сите мориња и сите полиња, среќа да посееме. Да чуе исток и запад, да чуе познат рефрен. На сите страни од светот, детската песна да се запее. Духнете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно жолти славеи. Лавина тонови, бескрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. На бели облаци, дај да се качиме, заедно да полетаме. На сите мориња и сите полиња, среќа да посееме. Да чуе исток и запад, да чуе познат рефрен. На сите страни од светот, детската песна да се запее. Духнете ветрови, нека шумат ливади и рајски цветови. Запете дечиња, шумни поточиња и златно жолти славеи. Лавина тонови, бескрајна хармонија од силни басови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. Така се создава волшебна симфонија од сите детски гласови. Волшебен поздрав, Волшебен поздрав, магична прашина, магична прашина, звездени желби звездени желби и детска љубов за вас. и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистер Сонја Тантарова Груевска Сонја Тантарова Груевска и јас Ноела Нечковска, петто одделенка од Елпида Караманди Битола. Ноела Нечковска, Елпида Караманди Битола. Големо поздравче! Големо поздравче! Чукни во дрво, чукни 3 пати, заедно да сме јас и ти. На Бога камења не сме фрлаве,
Укло ФМ Битола. Мај 2022 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ Битола.